Вечно я сакам убавкаја своја, скопли кажени. Со полагање свежо цвеќе пред споменикот во Реонскиот парк, делегација на општина Ѓурче Петров, предводена од градоначалникот на општината Александар Стојковски, одбележа 161 година од раѓањето на македонскиот револуционер Ѓурче Петров. Со овој чин беше оддадена почит на една од најзначајните историски личности, чие име денес го носи општината, чие дело останува символ на борба за слобода, национален идентитет и стремеж кон напредок. Градоначалникот Стојковски во својата изјава посочи дека делото и визијата на Ѓурче Петров имаат трајна вредност и представуваат водилка во современото општествено делување, особено во процесите на локален развој и подобрување на условите за живот на граѓаните. Тој нагласи дека името на револуционерот не е само историски белег, туку и обврска за одговорно и посветено работење во интерес на заедницата, со посебен фокус на младите, образованието и создавањето еднакви можности за сите. Од општината истакнуваат дека преку ваквите одбележувања се негува колективната меморија и се зајакнува чувството на припадност, додека вредностите како солидарност, заедништво и меѓусебна подршка остануваат темел за градење стабилна и просперитетна локална заедница. Општина Газибаба додели 12 милиони денари директна финансиска поддршка за спортските клубови, спортисти и здруженија, откако беа подпишани договорите за нивно финансирање. Градоначалникот Бобан Стевковски информираше дека со овој чекор не се вложува само во спортот, туку и во иднината на младите и развојот на талентите. Тој нагласи дека за секој млад спортист стојат многу труд, посветеност и љубов кон спортот, потенцирајќи дека токму младите се двигател на општеството и доказ за светлата иднина. Според Стевковски, финансиската поддршка представува и силна порака до спортистите дека институциите веруваат во нив и ќе продолжат да создаваат услови за нивен напредок и успеси. Од општината посочуваат дека целта е да се изгради средина во која талентот се препознава и се разбива, а резултатите од трудот на спортистите да бидат причина за гордост на целата заедница. Воедно беше истакнато дека младите спортисти не се само идни шампиони, туку и идни амбасадори на државата, кои преку своите успеси ќе ја представуваат Македонија и надвор од незините граници. Во пресрет на Светскиот ден на здравието 7 април, општина Центар организира бесплатни здравствени консултации за граѓаните, кои ќе се одржат на 6 април во општинскиот младински центар Матично, во периодот од 9 до 15 часот. Градоначалникот Горан Керасимовски ги повика граѓаните да ја искористат можноста за бесплатни прегледи и советувања со лекари, нагласувајќи ја важноста на превентивната грижа за здравјето. Според најавите, граѓаните ќе можат да се консултираат со стручен тим составен од гинеколог, ортопед, дерматовенеролог и инфектолог, како и да направат мерење на крвен притисок и гликоза во крвта, што ќе го спроведуваат студенти по медицина. Во активноста ќе бидат вклучени советниците во советот на општината, меѓу кои гинекологот Снежана Ѓоргиева Јаневска и ортопедот травматолог Александар Савески. Настанот се реализира во соработка со ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражување, со цел да се подигне свеста кај граѓаните за значењето на редовните здравствени контроли и здравите животни навики. Од општина Центар посочуваат дека ќе продолжат со иницијативи насочени кон подобрување на квалитетот на живот и унапредување на јавното здравје. Општина Илинден започна со реализација на значаен инфраструктурен проект, целосна реконструкција на локалниот пат што ги поврзува населените места Мршевци и Дел Радовци. Станува збор за еден од клучните приоритети на општината, кој има за цел да ја подобри патната инфраструктура и да придонесе за повисок квалитет на живот на граѓаните во овој регион. Увид во почетокот на градежните активности изврши градоначалникот Александар Ѓоргиевски, кој истакна дека инвестицијата е од исклучително значење за локалното население. Според него, реконструкцијата ќе овозможи побезбедно, побрзо и поефикасно одвивање на сообраќајот, како и значително подобрување на поврзаноста меѓу населените места. Од општината информираат дека со ваквите инфраструктурни зафати се создаваат подобри услови за секојдневно функционирање на граѓаните и се поттикнува локалниот развој. По повод денот на шегата во весела и креативна атмосфера заврши изборот на најдобрите екомаски во рамки на традиционалната манифестација Екапитолијада, информираат од општина Аеродром.
Настанот уште еднаш ја истакна креативноста на најмладите, кои преку изработка на маски од електронски отпад испратија силна порака за заштита на животната средина и важноста од рециклирање. Од општината посочуваат дека децата покажале голема иновативност, посветеност, претворајќи го отпадот во вистински мали уметнички дела. Целата манифестација била исполнета со позитивна енергија и насмевки. Бројните учесници, заедно со нивните родители и организатори, придонеле Капитолијада да прерасне во вистинска екоприказна за паметење, каде секој дете било победник на свој начин. Од општина Аеродром упатија благодарност до сите кои го поддржаа настанот, меѓу кои Капитол Мол, Нулоутпат и амбасада на Република Словенија. Општина Илинден ја реализираше пролетната акција за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во рамки на програмата за заштита на населението од заразни болести за 2026. Акцијата беше спроведена со цел превенција и заштита на граѓаните од појава и ширење на заразни болести, при што беа третирани вкупно 1073 шахти на јавни површини за намалување на присуството на глудари. Воедно дезинфекцијата опфати околу 3300 квадратни метри јавни објекти, меѓу кои општинската зграда, домовите на култура, простори кои имаат значајна улога во секојдневното функционирање на локалната заедница. Од општината истакнуваат дека ваквите активности представуваат континуирана мерка за обезбедување чиста, здрава и безбедна животна средина, како и за унапредување на јавното здравје. Надлежните потенцираат дека со редовно спроведување на превентивни акции ќе продолжат да го штитат здравјето на граѓаните и да го подобруваат квалитетот на живот во сите населени места во општината. 42 годишен скопјанец е повреден во сообраќајна незгода што се случила на булеварот Александар Македонски во Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според информациите, незгодата се случила на 1 април во 8:10 часот при судир меѓу патничко возило Алфа Ромео управувано од 59 годишен возач од Скопје и патничко возило Шкода Јети сопственост на МВР управувано од 42 годишниот ХА. Во судирот, возачот на службеното возило се здобил со телесни повреди кои биле констатирани во ургентниот центар при комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа на СВР Скопје. Причините за сообраќајната незгода се уште се утврдуваат. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја